Јас сум мачомен, но ако треба ќе бидам и романтичен. Да ги провериме тактиките на господин Бариш. Зарифе? Што е? Што сакаш сега? Види, навистина многу ми е жал. Не те слушам. Не сакам да те слушам. Јас сум на пристаништето и имам нешто за тебе. Сакам да побарам прошка за тоа што го направив. Немој, Саваш, не сакам. Зарифе, види, ова е нешто поинакво. Прво дојди, сослушај ме и после ако сакаш во очи немој да ме гледаш. Во ред, ќе чекам тука додека не дојдеш. Добро, ќе дојдам, добро. Што ти стана бе, собери се малку, собери се. Што му реков? Дека ќе одам? Зошто му реков така? Му реков за да замолчи, ета затоа. Дедо? Дедо? Што се случува? Ништо не се случува. Ќе одам кај брегот и веднаш ќе се вратам. Веднаш ќе дојдам, добро? Добро де, оди. Добро. Веднаш се враќам, веднаш. Немој да достиш. И се појавија пеперутките. Зари! Добро, баш убаво се сложувате. О, не дај Боже. Ама не ми е гајле, имам работа. Зари, каде одиш? Земи ме и мене со тебе. Зено, имам работа. Не сака да ти каже девојката, зошто инсистираш? Нешто приватно? Не, ништо приватно. Саваш ме викна. Ќе одам крај брегот, ти готов. Ние кај тебе доаѓавме, може заедно да одиме натаму. Таму одевме? Да, кај тебе доаѓавме, ајде заедно ќе одиме. Зошто да одиме заедно? Сама ќе одам, вие продолжете. Види, Зарифе, не може вака сама да одиш, знаеш дека скоро те озборуваа во селото и нема потреба сега, ќе одиме заедно. Не ми е гајле што зборуваат селаните, не ми е гајле. Важно ми е само татко ми да не се налути. Леле, Зарифе, нема да ти зедеме и ние ќе дојдеме. Ајде. Ако сакате, ајде дојдете. Пристаништето секако не е моје, не ми е гајле. Аман... И поздодевни од мене имало овде, бе. Како се залепија на девојкава, види ги. Ахморе Самет, не успеа да бидеш како Осман. Што повеќе треба да сториш? Тоа. Што е ова, Самет? Самет, тебе ти велам. Кај се појавивте? Добро, вие што барате овде? Дечкова навистина е многу заљубен. Зарифе? Се сретнавме по пат, па си реков,
Ако дојде Зено, нема да ме озборуваат во селото. Така беше, да. Си рековме додека е се смирено, да нема повеќе озборувања барем за сега. Јасно ми е, јасно ми е. Брат, ти излезе многу романтичен тип. Не ми се верува, види. Леле, навистина е прекрасно, многу убаво си направил. Веднаш едно селфи ќе направам. Најмалку 100 лајка ќе имам, навистина 100 лајка. Зарифе, извини за тоа што се случи. Ово го направив само за тебе. Се надевам ти се допадна. Си се измачил. Види, бев малку нервозен. Да знаев дека ручекот си го направила за мене. А во реда, и јас бев малку нервозна. Остави. Но дури и во најубавиот ресторан немам ваква атмосфера видено. Секоја ти чест, брат. Да, многу сладко. Мачо мен, малку си лудничав, но имаш и некои гени на Ромео. Така ли, Зенеп? Па немој мене да ми кажуваш. Види го нашиот Саваш. Прав Ромео. Добро, добро, ајде сега не претерувајте. Добро направивте што не оставивте сами. Ви благодариме, пријатели. Баш убаво, нели, братче? Така? Ајде да почнеме тогаш. Зошто стоиме? Да ми? Повелете, добре дојдовте. Да почнеме. Да почнеме. Абе. Да не мислевте дека вас ќе ви оставам, Зарифе. Ајде. Срамота е вака. Цела ноќ намуртен ќе бидеш. А види како си се измачил. Да, многу се изнамачив. Да ми. Ве молам простете му на брат ми. Не знае да се вклопи во атмосферата, тој секогаш сака да е како што тој сака. Ако не, испадне ваков е се лути. Не долчи, бариш. А зошто? Да не лажам? Таков човек си нема да криеме. Јас замислив нешто сосема поинакво. Ете ти. Добро, ајде. Доста е сега. Откако сум дојдена, само се карате. Па навистина веќе ме пукнавте, ми доаѓа да си одам. Вие не сте деца. Зборувај, Зари. Молчам само поради Зарифе. Не. Молчиш бидејќи ја кажувам вистината. Ти ја кажуваш вистината. Не сакам да се онерасположиме. Не ми отварај уста. Веќе сме. А и не се мачи. Напразно ти е, сите знаеме кој е чесен, а кој е нечесен овде. Се согласувам. Да. За многу кратко ќе да знаеме кој е чесен, а кој не. Што сакаш да кажеш? Окан? Тебе те чекавме, братче. Што значи сето ова? Одговори ми. Одговорите, молам. Тетрадка. Зарем, ова не се песните кои што Осман ги напиша за мене, а? Или јас погрешно разбирам? Кажи нешто. Да, Емине. Мои се тие. Јас ги напишав тие песни. Зошто? Зошто? Бидејќи јас уште од детството те сакам, Емине. Уште од мал те сакам. Се трудев да ти покажам, но не свати. Собрав храброст и посакав да ти кажам, но Осман постапи пред мене. И јас така се сокрив во себе. Потоа Осман дојде и ми рече да пишувам песни за тебе. Помислив дека така ќе ми помине. Каква судбина ќе имав. Но ете не помина. Песните кои ги напишав за тебе беа прочитани и спеани од Осман, ама за тебе. И јас ништо не реков. Сите тие беа за тебе. Тоа ми беше доволно. Не оди си, Емине. Те молам, не оди. Емине, Емине, не оди си, те молам. Не оставај ме. Јас со години го очекував овој миг. Емине, те молам, немој сега да ме оставаш.
Да, другар. До мене е Зејне певеа и те слуша. Ќе ни кажеш сега се што треба да чуеме? Да. Ама за мене ќе биде подобро да ви кажувам како таа да не е тука. Многу ме боли срцево. Во ред, другар. Те слушаме. Сигурен сум дека не сака да ме погледне сега, кога е виновна секогаш така прави. Јас многу ја сакав. Веднаш што ми ја видов, се заљубив во неа, помислив дека и таа се заљуби во мене. Не можам да Да, ме издржам напушти. оваа глупост, ке си одам. Не. Ќе се соочиш со ова. Кога си замина, целиот живот ми се уништи. Не можев да живеам без неа. Ми текна на нешто. Требаше да се договорам со Бариш, да ја земе Зејнеп и лошо да се однесува кон неа. И така Зејнеп требаше да свати колку вредам. Ептен глупав план. Безнадежен бев. Само такво нешто ми текна. Ама се случи обратното. Зејнеп навистина се заљуби во Париж. И самата помина ни сето тоа низ кое поминав и јас. Но Париж е човек кој не би сакал да има ништо повеќе со девојката на пријателот. Не е вистина Затоа ова. побегна. Ова нема врска. Никаква врска нема. Ако има некаков виновник, тоа сум јас, па и Зејнеп. Јас го вмешав Париж во сето ова. Ти благодарам, другар. Благодарам. Нема зашто. Браво, Бариш. Добро шоу. Да, каде застанавме? Сега може да зборуваме за вистината. Дојди 2 минутки со мене. Дами мои, ве оставам да уживате во мигот, јас веднаш се враќам. Аман, баш убаво. Болен психопат. Не сакав да зборувам пред нив. Но зошто? Зошто мене ме излажа? А? Не ти е срам? Само за да се оправдаш себе си, лажеше за Бариш. А, Зејно? Што зборуваш ти, бе? Каква вистина? Што ќе ја кажеш? Вистината ќе ја кажам. Ќе ја кажеш дека сме лажеле за да го добиеме рецептот? А? Ќе ја кажеш дека откако ќе го добиеш, дека ќе свртиш грб и дека нема да ја погледнеш в лице? Или пак ќе кажеш дека се било лага? Ајде оди кажи, уништи се, ајде кажи. Зари, јас нели ти кажав дека не сум виновна и дека сум недобрен, невин и наивен ангел. Види ја уште си игра играчки со мене. Не ме лажи, Зејно, не ме лажи. Добро. Може би сум сгрешила. Но тогаш ми беше навистина тешко. Во ужасна состојба бев осамена. Помислив дека можам да го засакам, но не го засакав. Сакам да се оправдам себе си, Саваш. Не сакам лаги повеќе ми здодеа. Сакам да се спасам од оваа лага затоа што доста ми е веќе. А зошто тебе толку те вознемирува тоа? И двајцата бевме во ова, што и да се случи го заслужуваме. Како и да е. Не ти доликува тоа, Зејно, разбираш ли? Зарем не ти е срам така да ме лажеш, а, Зејно? Не ти доликува. Навистина не ти личи. Не ти личи. А ти? На чија страна си, Зари? На твојата пријателка или пак на оној Арда, тоест Бариш? Јас сум твојата пријателка од детството, заборави? Нема потреба да правиш такви работи. Навистина ме повреди, Зари. Многу ме повреди. Навистина, Зари. Зари! Зари, ја ки тапираат, Зари! Зари! Зари, ја ки тапираат, помош! Што се случува таму? Помош, Зари! Зари, ја ки тапираат! Зари, ја ки тапираат, не слушате ли брзо? Абе, Омер! Полека, Зарифе, немој! Аме, немој ќе паднеш, полека! Што правиш ти? Седи си на место, седи!
Седи бе, седи! Ей, Зарифе! Зарифе! Спасете я! Умира! Спасете я! Ай! Господе, Гвардија! Нека биде жива, те молам! Фати, брате, полека. Хајде. Полека, полека. Полека. Зарифе! Зарифе, отвори ги очите! Зарифе. Зарифе! Добро си. Леле, што се случи? Не вели ми дека умрела, жива? Жива е, но испи многу вода. Во бестрага нека оди. Што ако и се случеше нешто поради Нема нас? да се случи, бе, нема да се случи. Хајде, Мила. Хајде. Зарифе! Ајде. Отвори ги очите! Отвори! Ајде! Хајде, дева. Ајде, Зарифе! Хајде. Ајде! Хајде, Зарифе. Зарифе! Хајде. Зарифе! Ајде! Леле, супер, ја спаси, херој си, ја спаси! Добро си. Кога е заљубен, некој си го бара делот кој му фали. Оние кои не успеале да засакаат некого, овде тагуваат. Сакај, девојко, сакај, сакај го. Животот е убав кога сакаш. Добро сум. Ајде. Ајде да те однесеме дома. Можам и сам. Нема шанси. Вака не те оставам сам. Јас ќе те однесам. Се разбира. Ајде дојди заедно ќе одиме. Ти однесе ме дома. Благодарам. Не ми се заблагодарувај. Ништо не направив. Не, не за ова, туку за се што стори на почетокот на ноќта. Се беше прекрасно. Ти си поубава од се друго. Не му прави ништо на Омер, добро? Добро. Само ќе го легнам на даска со шајхи, а после татко му ќе го ставам врз него. Да добија малку на тежина. Немој. Тоа е за жалење. Ако слушна татко ми пак ќе има неред, остави. Господ ќе го среди тоа. Зарифе? А? Ништо. Сакам да ја запомнам оваа слика. И би сакал да се разбудам со неа. Ваква, види ме како глушец сум. Јас секако те сакам, диво цвеќе. Да, што се случи?
Дадо? А? Ништо не се случи. Ти целата си мокра, се смешкаш. Што се случи, кажи ми? Ништо. Само паднав во море. Погрешка паднав. Саваш ме спаси. Толку. Се виде со Саваш ли? Што е сега, Емине? Дали со Саваш се виде волку доцна? О, Господе Боже, јас едно ти кажувам, ти друго. Да, се видов. Зошто се виде? Не, нема да завршат прашањава. Не, има нешто кај тебе, ти не кажуваш. Кога ќе го спомнам Саваш, се случува нешто. Некако целата си насмејана, види? Сега ќе ти кажам јас тебе убаво. Дојди вамо, ајде. Дадо, ти да не... Да не што? Леле, огнот почнал да гори. Што почнало да гори? Не, погледни ме. Така е, сестро, ти гориш. Сестро, што се случува? Јас ништо не разбирам. Ќе ти ја скршам главата, оди си. Се колнам, ќе ти ја скршам. Да се заљубила. Да се заљубила. Молчи, ќе те се слушнат. заљубила. Сестро. Да се заљубила. Ајде, признај веќе еднаш, признај. Не Признај, признавам. ајде, борите, ќе те скокакам до Сабајле. Нема. Нема. Ти се колнам дека ќе те скокакам. Ајде, признај дека си заљубена. Добро, молчи, ајде. Добро, праши што сакаш. Ајде, праши што сакаш да прашаш. Што да прашам? Ти си се заљубила до даска. Види ја се смее. Аман, ајде. Станувај. Што се случило, Дадо? Нели цела ноќ скокаше за да ти кажам. Ке ми го скршиш носот, Емине. Ајде, Дадо, се извинувам. Легни си во својот кревет. Зошто ми се пикна како маче овде? Зошто така велиш? Нели знаеш дека кога сум тажна, секогаш се туткам до тебе како маче кај мајката? Не можам да заспијам. Добро. Дојди, плаволка моја, дојди. Дојди, ајде. Дојди вам. Што се случи, кажи, ајде. Дадо. Сите песни на Усман му биле лажни. Сежам кога ќе ви текне на тоа. Приказната со Осман за мене е завршена. Толку лесно заврши? Не завршува толку лесно. Ако е како што вели дедо, вистинската љубов не завршува толку лесно, не? Што ако не? Нека заврши, Емине. Нека заврши за да си имаш време за вистинска љубов. Сакав да те прашам нешто. Не заврши со прашањата. Ајде, кажи, ајде. Сакам да ми ја кажеш вистината. Ќе ти ја кажам вистината. Ќе ти ја кажам. Заколни се дека ќе ми ја кажеш вистината, Дадо. Што реков сега? Секако дека ќе ти ја кажам вистината. Тоа немој да го заборавиш. Те заколнав и сакам да ми кажеш. Добро, Емине, ајде, прашувај. Саваш те спасил тебе, така? Што почувствува кога те спаси? Рече дека ќе ја кажеш вистината. Па вака. Не беше сјајно, но се сеќавам како ме извлечка од морето. Ме држеше во раце се до брегот. За миг посакав да не се разбудам. Се реков, ако е сон, дека не заврши. Кога ги отворив очите, него го видов. Се исплашив да не ме го чуе гласот на срцето Емине. Леле, каков убав поглед имаше. Јас никогаш досега не сум се изгубила во ничиј поглед. Јас никогаш порано не сум гледала некој во очи така. Никого порано. Што е ова ако не е љубов? Оди без трага, Емине. Крив е тој што ти кажува. Но самата кажа дека ти зачукало срцето. Дека си се изгубила во неговите погледи и тие работи. Добро, да, но сигурно сум била преплашена. И ти погрешно ме свати. Многу се исплашив. Паднав в море, за малку ќе умрев. Каде одиш сега? Баш убаво се зборувавме. Каде одиш? Топло ми е. Да, убаво се разговаравме. Сестра ми до даска се заљубила. Ај, Господе, што ли сторив? Што сторив?
Тато? Оди си, Омер. Немој ве, тато. Реков, оди си, Омер. Не сакам малку рано да ти го гледам суратот, затоа и порано се излегов од дома. Оди си. Не успеа да киднапираш девојка. Ама, тато, само што ја качев на таа бродчето и... Голем палавко си. Голем палавко. Се срамам што имам син како тебе. Јас се срамам што имам татко како тебе, знаеш ли? Ама човек не може да го промени тоа, нели? Што рече, што? Не. Аман, ага, аман, батали го, сите млади се исти, се перчат, ете види го мојот глупав син, тој секогаш е ист. Мухтар, зошто не дојдовте вчера вечер? Не сакате да го земете? Не, секако дека сакаме. Само што се спремивме и што да видиме, целава куќа ни се поплавила. Цела ноќ се мачевме со поплавата. Сред лето поплава, а? Не таква поплава, ага. Жена ми и хатиче ги оставила чешмите отворени. Кога надошло повеќе вода, цела куќа се поплавила. И сакајки да зачистиме, ете цели се измокривме. И не сакавме да дојдеме мокри, ага. Верувај ми кога ти велам. Знаеш ли, Рустем, ага, се уште не сме целосно засушени, така? Например, душава ми е мокра. Велам да дојдеме за неколку дена на запросување да дојдеме тука. А? Може така да направиме, а? Може ли? Мухтар, Повели, ага. велам, ако дојдете вечер во ред. Ако не дојдете, нема никогаш повеќе да се видиме, така да си знаеш. Момче моje црно, ајде момче, дојди да ти запеам нешто. Дедо, кажи. Види, дојди ова, не се јаде суво. Мора да ставиш малку маслиново масло и сето тоа да го измешаш. Не бива да талкаш вака. Мора да си го најде животниот сопатник. А како? Ме погоди во срце, дедо. Кога бев млад, пишував многу и разни песни. Секако. А како ќе го најдеме животниот сопатник? Тоа е лесно. Ќе одиш во пошта и ќе ја најдеш адресата. Дедо, јас сериозно прашувам. Добро, почекај малку, синко. Луѓето имаат двојници, но во текот на времето секој од двојниците е на друга страна. Ако си го најдеш животниот сопатник додека се жив, тоа е многу добро. А како ќе го дознаеме тоа? Може да не го видиме? Што гледаш кога гледаш во огледалото? Себе си. Не може. Не ја треба да ја гледаш. Кого да гледам? Животниот сопатник. Кога ќе застанеш пред огледалото и кога ќе погледнеш во него, не ја треба да ја гледаш, синко, не ја треба. Охо, тешко е тоа, дедо. Имаш некоја друга песна? Секако дека има еден куп. Види сега, слушај. Денес е 1 август 1988. Сонцето изгрева. Кај нас дома на татко му се роди ќерка по име Зарифе. Зарифе? 1 август. Значи утре? Утре ќе се роди Зарифе. Дедо, извини, има малку работа. Синко, кој ќе го собере стадото? Каде одиш? Да барам огледало. О, Господе Боже. Што ти се случува? А? Што ти е тебе? Ти си старата Зарифе, зарем не си? Ете така. Не ги пуштај кормилата. Што ти е тебе? Не се однесувај како обична девојка. Бог да чува и да брани. Зарифе, Доаѓам. дојди, ќерко, дојди. Дојдов, тато. Зарифе, ќерко, јас ќе одам. Добра. Треба ли да купам нешто за вечер? Не, тато. Полека, ќерко, што си сега? Зошто вака ме бушкаш? Чекај да те видам. Зошто си олку убава? Онака, тато. Мојата Зарифе е секогаш убава, но девојката која стои покрај мене некако поинаку сјае. Поинаку ми блеска некако, не знам, а?
Јас... Ајде кажи што е. Што се случува? Зарем до толку се забележува? Праша ја девојката. Па таа девојка си ти, мила моја. Нема ништо ново, тато. Слушај, мамо. Кога ќе дознаеш од каде доаѓа овој сјај, сакам да споделиш со мене, во ред? Секако, мил мој. А ирлија работа, татичко? А ирлија работа? Прекрасна моја ќерко. Сега ќе одам јас. Добро. Добро, ајде. Ајде. Како можам да ти го кажам тоа? Се залюби мојата мила убава керка. Се залюби. Се залюби. Мојата мила убава керка. Се залюби. Дадо? Ти да не пееш случајно? Онака ми дојде од внатре. Зарем не смеаме мене? Секако дека смееш, но јас никогаш порано не сум ја видела сестра ми вака расположена. Што сакаш да кажеш, Емине? Не знам, некако образите ти се црвени, срцето силно ти чука, некако поинако ти сеат очите. Не сеат, Емине, ништо нема, не сеат. Секако, ние не разбираме. Ајде оставиме, те молам. Нема ништо ти велам. Како сум гледала, како ми гледале очите. Асуман, мола мила, дали знаеш како можеш да восхитиш еден маж ако постојано го поддржуваш и помагаш за се? Каква поддршка? Чекај момент. Тука пишува. Ако сакате да привлечете внимание на еден маж, ќе треба да го поддржувате и помагате за секоја работа. Во моје време немаше вакви книги. Значи јас несвесно сум помагала на сите мои мажи. Нема да заборавам, имав еден маж, Јорганџија, нека му е лесна земјата. Едно утро станав рано, сиот памук и сета волна ја исправ. Малку ми се налоти, но важно е дека јас нема му помогнав. Да. Алал да ти, Асуман. Значи ги исправ, Мамо, ти требам нешто? Не, сине, благодарам. Ти благодарам. Добре, ќе одиме на плажата да си купиме сладолед. И нас купете, не ни се пријаде. Мојот нека биде со чоколада, банана и ананас, кокос и авокадо. Да не сакаш топка сладолед од донер на скара, тата? И тоа може. Ајде. Ајде да одиме. Брзо доаѓај, ќе се онесвестам. Ајде, дојди внатре да работиме топло. Ајде. Добро утро. Добро утро. Синко? Синко? Молам, тато, повели. Како ти е колата? На рецептот мислиш. Се откажав од таа работа, тато, нема да се плеткам околу онаа селанка, доста ми е веќе, ми издодеа, верувај ми. Не можам. Знаеш ли ти каков проблем имаш? Тато, мобилниот си го заборавив, дозволи да го земам, па ќе зборуваме за ова. Ајде. Го прашале волкот зошто има дебел врат. Рекол дека сам си ги вршил сите работи, па затоа. Не ми се верува. Каква филозофија ќе беше тоа? Нашите предци биле големи луѓе. Ми доаѓа да им бакнам нозе. Браво, браво. 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 Чекај. Не зборувај. Сакам да ти кажам нешто. Да. Сакам. Гледај ме во очи. Не знам како да ти кажам. Ама... Јас те сакам, Саваш. Саваш. Ај. Аман. Каде отиде ти? Ајде, не се кажува така. Не знам како да му кажам. О, како си јунак? Зашто зборуваш, Бариш? Брат, па нели ја спаси девојката, велам дека си јунак, затоа ќе ти ракоплескам. Бариш, да ја затвориме темава, може?
Девојката ќе умреше поради нас. Баш така. Да не дојдеше ти по мене, девојките немаше да останат сами, нели? И ти не треба да зборуваш за Окан. Добро, помина, заврши, ете. Но кога ќе помислам, полудувам. Знаеш што? Омера која киднапираше Зарифе, немаше никогаш да ти простам, знаеш? Ниту пак на себе. Може да не сме толку злобни? Таа е чиста, таа е наивна, добра девојка. Се срамам од се што и направивме досега. Добро бе, брат, престани, не претерувај. Проблемот ми беше со рецептата. Не ми треба таква девојка, нема девојки за мене. Ќе се плеткам со некој девојки од село овде. Прави што и да сакаш, не ме засега мене тоа, брат. Ајде, морам да одам. Совземи се, Зарифе. Што ти се случува? Не се глупирај. Прв пат ли го гледаш? Не го гледај така. Бог да чува. Само момент. Зошто ли дојдов тука? Што се случува со мене? Зарифе? Ај, те фати. Смири се. Ништо страшно. Смири се. Што правиш? Само што сакав да ти се јавам. Некако поинаку одиш. Не, зошто би одела поинаку? Епа, прв пат те гледам да одиш смирено, како да не сакаш да тепаш некој. Не се. Каде вака? За тебе дојдов. Јас одев да... Каде? Кај нас доаѓаше? Да, кај вас, да. Дојдов да видам тетка Шефика, еве и носам тазе овошје, да. Да, јасно ми е, да. Овошјето доаѓа зад тебе, гледам. Аман ги заборавив, останали мозок во главата. Еве, веднаш ќе донесам. Чекај, не оди, подосна ќе донесеш. Не, јас веднаш ќе дојдам. Боже. Браво, Зарифе. Какво овошје? Дали ме гледа? Луда девојко, како ќе дознаеш ако не се свртиш? Сврти се и види. Ќе се свртам. Не се и наети, сврти се. Барем еднаш послушај го гласот на срцето. Не плаши се, Емине, јас сум... Што бараш ти овде, а? Оди си одавде, ајде. Ах, бе, Емине. Како можам да си одам? Барем 2 минути да те видам, се слушаме, те молам. Зошто да те слушам, бе? Нека те слуша Илно, рајде. Откако вие ке стапите во брак, ке си се слушате секој ден. Неа да го кажеш проблемот. Не, Боже, не вики така, Емине. Ете гледаш, душава ми се распарчува, не ја сакам неа. Не ми е, Гајле. Јас не те сакам повеќе. Јасно ли ти е? Не те сакам. Кажи ми го в лице, кажи. Избркај ме, извадни ми ги очите со лажица. Ама не вели дека не ме сакаш. Оди си, Осман. Оди си. Секако ќе си одам, прифаќам. Ама јас имам право да те сакам. Имам И? Да те имам право, јас... Што? Што потоа? Да не ги изгуби левчињата, а? Не, чекам да ми дојде инспирација, Еминче. Се исплашив кога ме удри со лажица. Мојата инспирација се исплаши и избега. Не кажувај ми приказни повеќе, Осман. Јас дознав се. Сама ги напишал сите тие песни. Цело време си ме лажел. Јас дознав се. Не е вистина тоа, Емине. Не е вистина. Тие се на фотошоп правени, монтирани, лаже. Осман, оди си одовде пред да ти ја скршам главата, ти реков. Издосади веќе од тебе. Зарем не ти издосади тебе? Доста веќе, се повторуваме. Оди си веќе, оди си. Заминувај.
Зари, мора да зборуваме нешто многу важно за Окан. Добро, да. Многу ми здодеа темата за Окан, а исто и ти ми здодеа твоите проблеми. Господ, нека те казни, Осман. Како ли си излажав јас? Наводно песни пишувал тој. Дај Боже да цркнеш. Емине? Што ти е тебе? Добро сум, ништо не ми е. Знаеш, Зарифе ми требаше. Каде е таа, дома е? Не, никој нема. Јас сум сама. Сама сум сега. Не зборувај така, Емине. Не си сама ти. Имаш семејство кое многу те сака. Го имаш Осман. Осман, не ми го спомнувај. Немој веќе да ми го спомнуваш. Добро, нема да го споменувам. Лаж го. Од сега па натаму лаж го ќе го викаме. Голем лаж го. Знаеш ли кој лаже, Емине? Оние кои се плашат да не загубат некој. Се плашал само за да не те загуби, затоа не ти кажал. Не плачи. Готово, не плачи. Добро, помина. Немој, ќе ти се налутам. Сепак е лаж го. Добро. Ајде, престани веќе. Престани, ајде. Сестро, што ти е, Емине? Ти што бараш тука? На тебе па што ти е, гајле? Ова е куќа на мојата пријателка. Молчи ме веќе еднаш, доста, престани. Зарифе, и самата слушна како беше. Добро, не ми е гајле. Господе Боже, речете си го, ајде проблемот. Сакам кај сестра ми да одам, ајде тргни се. Емине, што ти е? А? Ајде кажи, мила. Застани, Бариш, застани. Ајде сега кажи ми, зошто постојано зборуваш за случајот со Окан? Наводно, само јас сум била виновна. Господинот бил невин. Ти ме остави сама и на цедило. Јасно ли ти е? Што е? Немаш одговор, така? Нашата врска заврши заради тебе. За каква врска зборуваш, Зейнеп, а? Ние не сме во врска и никогаш не сме ни биле во врска. Престани веќе, заради тебе ни со животот не можам да продолжам, ме разбираш? Господе Боже, јас не можам да продолжам со својот живот заради тебе, јасно? Зошто престојувате онаму каде што сум јас? Ова е мое село, мое, јасно? Во ред, ако не ме сакаш, оди си. Ајде, оди. Не можам, затоа што се заљубив. Се заљуби? Во која? Која е таа? Зейнепа, зошто тебе те засега тоа, а? Зошто ме прашуваш, кажи ми, што ти е, гајле, што, кажи? Што ми е, гајле? Која е таа девојка? Зейнеп, види, откажи се веќе. Подалеку од мене, тере си по свој пат. Во ред, доста веќе. Престани. Бариш, прашав која е таа девојка? Не. Ке се самоубијам со радијација. Еве сега ќе умрам готово. Да. Која е таа девојка? Бариш, која е таа девојка? Види, мила, не сакам да те гледам како плачеш. На овој свет ништо не е поважно од тебе. Јасно? Ама баш ништо. Во право си, дадо, ама лесно ли е? Не можам да го прифатам неговиот брак со она Елнор. Каков брак? Зарем толку лесно е тоа? Јас ќе најдам некоја чаре. Мора да најдам чаре, но и ти не треба да се препушташ на емоциите, биди горда. Добро. Добро? Ветуваш? Да, ти ветувам. Не се препуштај и не се жали. Верувај во себе и да бидеш силна да бидеш. Добро. Добро? Добро, мила моја. А? Добро, Емине. Добро, ќе одам јас. Добро. Молам, Зарифе. Саваш, имам една молба до тебе. Што сакаш? Овоше? Не се шегувај. Зборувам за нешто важно. Сакам да скроиме еден план. Се работи за Емине. Што е сега? Сакам да зборувам со Осман. Ако одам сама, ќе му ја скршам главата. Па велам заедно да одиме. Ќе може заедно да одиме? Добро, во ред, ќе средиме се што е потребно. Каде ќе се чекаме?
Бариш испадна плачко. А Саваш се запна по Зарифе. Како да се средношколци, се состануваат. Не ми се верува. Добро, Зариф. Ќе се видиме. Саваш, синко. Не води љубов, синко, бори се. Тато, што зборуваш? Има една позната поговорка. Не војувај, сакај се. Јас сметам дека спротивната важи. Синко, љубовта поминува. Се ќе помине. Важни се парите и борбата. Борбата! Добро, тато, добро. Ќе средиме. Бог да чува, Бог да чува. На кој ли се метнале децава? Не седи овде сам како глупчо. Најдобро од се е што не тагуваш. Срамна ти е, Самет! Зашто да тај не си ја кажал на Емине? Си кажал дека ти си ги пишувал. Јас не сум издал никој, Осман. Зарем не си го научил тоа до сега? Самата дојде овде и си виде. Како и да е. Емине ми стана непријател. Ме нарекува лажго. Зарем вакво ќе беше твоето пријателство? Па да не си лажго. Стани, одиме. Каде? Кај Емине ќе кажеш се што ќе ти кажам, ќе кажеш дека не си ги напишал песните, дека Осман ги напишал, Осман. Да немаш некоја друга желба, Осман. Слободно лажи си и не ме меше мене во лагите. Колку пари сакаш? Какви пари, бе? Ајде, зарем не се продаваат? Сакам да ги купам тие песни твои. Слушај, Осман. Моите песни, моите чувства не се продаваат. Не ме нервирај. Не бата ли сега тоа, Самет? Да не беа моите чувства вистински. Не ќе можеше да ги напишеш песните. Јас сум столбот на песните. Точка е тоа. Целосно си полудел, Осман. Навистина си без мозок. Не глуми си румав и чесен дечко. Кажи колку пари сакаш. 100? 200? 300? 400? 500? Колку сакаш, колку? Остави ми ја раката. Брате, не глупири се. Јас сум син на голем мухтар. Јас имам пари. Ќе ти дадам. Сакам да ги откупам авторските права на твоите песни, да ги откупам, сакам. Господе, дај ми трпение. Спаси ме од овој. Тежок фолиран си бил. Згоре на се ти не си познат писател. Колку вреда твоите песни? Колку ќе ти дадам пари и тебе ќе ти олесна и мене ќе ми го спасиш животот. Ајде. Какви пари каков татко, Осман? 1000 лири, Самет. 1000 ќе ти дадам. Мислам дека е убава понуда. Наместо да бидеш познат кога ќе умреш, ќе бидеш познат додека си жив, а? Додека си жив ќе бидеш познат. Ме се боле. Грбот ме се боле. Ако Саваш го реши проблемот со Осман, навистина ќе биде херој за мене, па не знам што да кажам. Како така зборуваш, Зарифе, како да си ја голтнала Зейнеп? Овсо, земи се веќе. Слушај, тебе не ти здодеа, насекаде ми се појавуваш како Аладиновата лампа, немаш попаметна работа? Ти си ми најпаметната работа, Зарифе. Не ме слушаш мене и затоа се и наетам. Не сакам да бидам погрешно сватен, ме разбираш? Слушај, ти кажав дека сето тоа не ме засега и дека треба да се го решиш проблемот со Зейнеп. Го решив, Зарифе. Зборував со неја, прифати вистината. Епа добро, баш убаво. Господ нека ве усреќи. И престани веќе да ме викаш лажго. Прифати дека сум невин. Види, Бариш, ако ти кажам дека навистина си невин, дали ќе се смириш, ќе ти олесни? Да, ќе ми олесни. Добро. Ти навистина си бил невин. Зарифе, не сакам да имаш погрешно мислење за мене. Добро, нема да те запознам како таков. Ако ти е така полесно, така ќе биде. Но престани да се шеташ како мало дете кој не знае што сака. Порасни малку, ајде, порасни. Ајде веќе. Јас многу добро знам што сакам, Зарифе. Знам, но не можам да те убедам во тоа. Што се случило тука? Боже, Боже. Самет никогаш не го остава бродот вака. Да видам да не верувам. Види. Господе Боже. После сите овие години, зар со ова треба да се мачам? Секој си има своји проблеми. Ајде, Асуман.
Ајде да те видам. Ајде зборувај. Ајде. А Ирлија работа, господине Салих. А Ирлија работа? Благодарам, дами. Сега е редот, ајде. Самет тука ли е? Дозволите ми да ви помогнам. Не, ви благодарам. Можам и сам. Благодарам. Ајде, Асуман, скокај. Да скокам, Ајде. Асуман, јас имам малку работа. Треба да испазарам нешто. А Ирлија работа, ќе се видиме подоцна. Добро. Асуман, Асуман. Ај. Господја Суман, ви реков, ајде полека. Сам ќе се погрижам за сето ова. Не зборувајте така, господине Салих. Вашата работа и моја работа. Кога нам ни беше најтешко, ги отворивте вашите врати за нас, вашата трпеза. Како ќе можам да ви се одолжам? Еве, дозволите ми јас да ви помогнам некако. Се е во ред, господја Суман, но вие не се разбирате од рибарство и од бродчиња. Добро, да јас нема да ловам риби. Јас ке зачистам малку, тоа е се. Може, нели? Капетане Салих, ќе одиме ли по мамци? Ќе дојдеш со нас? Ќе дојдам. Веднаш доаѓам. Господја Суман, не сум многу спокоен, но ајде, ви го препуштам бродчево. Вие грижете се. Не ги допирете мрежите само, добро? Довидување, ајде. Ајде зарно некај. Джемал, почекај ме. Ај, леле, господарот на моето срце ми го довери бродчето. Ајде, Асуман, покажи се. И? Нели ти кажа дека ќе дојде? Каде се задржа? Доаѓа. И тоа ќе вика, Господе Боже, спаси ме. Сигурно си вика сега, Савеш сигурно мене ме бара да ми даде малку сладок кадаив. Многу често си сериозен и строг, но кога ќе посакаш знаеш да бидеш и смешен. Понекогаш знам, да. Доволно е само ти да се смееш. Се би сторил за тоа. Нели го свати тоа досега? Секако дека сватив. Сама на себе си зборуваш? Каква врска има тоа? Види што ќе ти кажам. Што ќе правиш утре, кажи ми? Ништо посебно. Ќе правам што правам секој ден. Добро, убаво. Утре нема да ги правиш секојдневните работи. Што? Велам, откако сум тука, никако да искористам оваа убавина. Не можам да прошетам. Добро. Ако јас сум виновна за тоа што не можеш да шеташ, слободно шетај си, искористи ја оваа убавина. Не мислев на тоа, Зарифе. Место да одам кај тетка Ајше, или пак да го бркаме Лепотанов да правиме нешто друго. Може? Може, секако дека може, убаво би било. Добро, можеме, да. Добро, во ред, ова го сметам како ветување, да знаеш. Боже! Еве го. Господе, брате Саваш, кажа дека имаме работа само ние двајца, ама тука нешто бара? Да, така ти кажа. Осман, Саваш те излажа. Тоест, сигурна сум дека добро знаеш како е да лажеш некој. Ајде сега. Ајде да те видам. Крени ја едната нога. Крени ја ногата. Веднаш да ја кренеш. Сега, Осман, кажи ни за случајот со Илкнур. Во врска со случајот со Илкнур, се колнам дека нема врска. Сета вина е на татко ми на Рустем Ага. Зарифе, се колнам јас. Види го ти него и пари ми понуди. Со години правам еден куп работи за тебе. Ова ли требаше да го добијам за возврат? За никого на светов не треба да ја потискаш љубовта, Самет. Дури ни за брат ти. Ја закопав својата љубов. Другар, јас најдобро те разбирам.
Ако ја извадиме бојава, ќе ја извадиме ли и таа од срцето? Најде кого да прашаш. Не знам. Да знаев до сега ќе си го изведе в срцето. А зошто е така, другар? Оставите, молам. Кажи ми. Те молам, ајде, може би ќе најдеме решение. За себе не можам да најдам, ама за друг може би ќе можам. Емине. Јас со години ја сакам Емине. Никако не можам да ја заборавам. Се колнам дека ја кажувам вистината за Рифе. Од кога знам за себе, јас ја сакам. Не ти верувам. На една нога можеш да кажеш еден куп лаги. Ете пак стоиш на една нога, нели? За Рифе, јас не ја сакам Илкнур. Илкнур не ме сака мене. Јас му кажам за татко ми. Се колнам дека му кажав, ма не ме слуша. Прашај мајка ми. Нема потреба да ги прашува мајка ти и татко ти. Господ нека ги казни. Ајде. Ево право си натрескав глупости. Нема хемија така. Нема хемија. Нема хемија. Сега ќе ти кажам за каква хемија зборувам. За Рифе, ако засакам некој друго освен не мине да цркнам. Ако се оженам со Илкнур, дај Боже струја да ме удри, нека ми се наежи косата. Ако ја заборавам Емине, нека ми се исуши срцето да ми се Да ти исуши. кажам, верувам во искреноста на Осман. Мислам дека кажува вистина. Лола ти е, брате Саваш. Ети, тој ме брани. Дојди малку со мене. Ја кажува вистината? Оддалеку можам да препознам заљубен човек. Знам дека можеш. Мислам, Осман дека ја сака Емине. Одлуката е донесена. Во ред? Штом и двајцата не сакате, тогаш ќе мора да соработувате, јасно? Ќе ги натерате вашите скапани татковци некако. Кажи и на Илкнур, таа се разбира од такви работи. Но не само на збор да ја сакаш Емине, Осман ефенди. Треба да се потрудиш. Ќе бидеш горд на љубовта, ќе вложиш труд. Дали ти е јасно? Труд ќе вложиш. Труд. Јасно ли ти е? Многу е паметна, ама многу е паметна. Господине Шинаси! Заарно нека е. Кој ветер те донесе тука? Шипилдатскиот ветер. Види, тој е ветерот на нашето село. Ако те дувне тешко, тебе биди внимателен. Тревките се за лекот? Да, тревките. Ги собрав за лекот, ама ќе треба да соберам и други тревки. Не допирај ги! Бог да чува и да брани. Кога ќе се опаметиш? Што ќе правиме сега? Сега ќе правиме убави работи. Може ли јас да берам? Ќе ме научиш ли мене? Ќе те научам, ама мислам дека нема потреба. Зошто да нема потреба? Бидејќи имаш уште 2 минути, затоа. Само 2 минутки? Не, јас имам изобилно време. Не мислев на тоа, бе. За неполни 2 минути ќе ти се случи нешто. А што ли ќе ми се случи? Ќе видиш. Изгорев! Што спори, бе, синкове? Ти реков да не ги допираш. Овие може да те убијат. Изгорев! Зошто не ме предупреди? Ама те предупредив. Ти кажав да не ги допираш. И како ќе ми помине ова? Имаш лек? Не, за ова нема лек. Овие ги собирам за да го направам лекот. 2 дена како старо куче ќе се чешаш. Што ми стори? Што ми стори вака? Што ми стори вака? Абе, нели ти реков? Шипилдатскиот ветер може да те дуне. Кога? Кога ќе се опаметиш? Кога ќе се опаметиш? Магаре ни заедно. Зине, што правиш, Керко, ти што ти, а? Остави ме, тето, ќе се самоубијам со радиација. Што ли се случи пак сега, Керко? Не успеа да се доразвиеш во Германија? Да не конзумираше брза храна, а зошто си ваква? Не те разбирам, што правиш? Бариш.
Секако. Веќе неколку часа не сум го слушнала тоа име. Што е сега, Керко, а? Бариш бил заљубен во друга. Моја убава Керко. Тоа момче воопшто и не те сакаше тебе. Благодарам, тетко. На вистина ти ме поддржуваш. Ај, господе. Ајде, мила, ајде, кажи на тетка ти. Во кого бил заљубен тој? Не знам, рече дека не може да си оди од тука, дека сакал некоја друга. Значи некоја целова е, а? Логично е така, да. Кој има во селово? Јас сум најубавата девојка во селото, но не ме сакал мене. А и Зари е убава, но таа флертува со мачо мен. Потоа има една друга непотребна. Па и близначките се тука. Емине! 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 Зейнеп? Емине! Ај, господе. Емине! Значи, синко, од тука го вадиме лебот. Се додека не се случи нешто многу важно, не смеш да го напушташ бродчево. Треба да си го знаеш тоа. Што е ова? Изненадување! Што е сега ова? Господине Салих, сторив се што можам за да ви помогнам. Го учестив целото бродче, господине Салих. Се надевам дека ќе ви се допадне. Какво допаѓање, господја Суман? Останав без зборови. Знаев дека ќе успеам, господе. Убаво е, убаво. Многу ти благодарам. Што е сега со ова? Што му е сега? Каков мотор ќе беше ова? Што е, господине Салих, да нема некаков проблем? Зарно нека е. Господја Суман, и моторот ли го чистевте? Еј, тоа како? 15 минути го чистев со арапски сапун и со варекина. Но ни грижете се, господине Салих, користев ракавици. Погледнете, рацете не ми се оштетија. Добро сте сториле, господја Суман. Благодарам. Многу добро сте сториле. Да, знам. Многу убаво сте го изчистиле моторот. Сте требале со чиста вода да го полиете на крај. Со 3 кофи вода го полив. Не би сакала да кажам, но јас сум многу чиста жена, многу. Нема почиста. Да, очигледно е. Браво, господја. Браво, Благодарам, господја Суман. многу Браво. благодарам. Моторот е сега расипан. Што ќе правам јас? Што е ова, господја Суман? Не разбирам. Што е со чипкава? Што е ова? Со стазата, да? Зар личат вакви работи украси на едно бродче? А? Се извинувам, господине Салих. Многу се извинувам. Многу се извинувам. Се извинувам, господине Салих. Господја Суман. Многу се извинувам. Бог да чува. Со години сум рибар, но никогаш не сум видел волко убаво бродче. Не се кези бе ти. Престани. Ме фати во тесно и сега ќе се шегуваш со мене. Но прекрасно е, што да правам? Ја натаживме жената сега. Не се смеј бе. И не зборува, ајде прибери ги овие. И ти кажав не се смеј, ќе те плеснам една, еј. Ти реков не се смеј. Чекај да го проверам сега моторов, боже. Да не случајно ти си грлфрендот на Бариш? Што е тоа? Каков грлфренд? Што ти е сега тоа? Што зборуваш ти? Велам да не си девојката на Бариш, ме разбра? Девојко, овој пат на вистина претера. Заминувај од овде, ајде. Ај! Глупава. Ајде сега кажете ми, која од вас е девојката на Бариш? Ајде, кажете ми ја вистината. Што зборуваш, Мати? Зиди, што зборуваш? Што зборуваш, а? Ајде кажете ми, која е девојката на Бариш? Кажете ми. Свесна сум дека тоа е глупаво прашање. Извинете ме. Ајде, бај. Јас на вистина сум била глупава. Заради тебе си поиграв со сестра ми и со сите. Собствената сестра ја испратив кај караванџиите. Емина, глупава.
Така ти е кога сакаш да си наштетиш на својот стол. Господ нема да те устреки тебе. Така ти е, така да си знаеш. Се враќа. Прости ми, дадо. Ки ти ја кажам вистината. Се ке ти кажам сега. Нема никогаш повеќе. Добре дојде, дадо. Добро те најдов, Емина. Емина, не сум сама. Добре дојде. Благодарам, Емине. Сестро, зар не е греота? Ги уништуваш своите спомени. Не можеш така да правиш со спомените. Тој ми сгреши, дадо. Јас решив да го избришам од живите. Тоа не е толку лесно. Се ќе ти кажам, Емина. Не прави работи за кои ќе се каеш после, Емина. Во право беше, Саваш. Направив многу работи за кои сега се каамете. Јас се каам, дадо. Ти се извинувам. Зошто мене ми се извинуваш? Господе Боже, сестра Осман не е виновен, а и ти не си виновна. Не, јас сум многу виновна. Затоа не видов бел ден. Емине, види, не е како што баш ти мислиш. Види, послушај ме, не грижи се, се ќе помине. Само согледај вистината. Не разбирам за што зборувате. Што зборува, што се случи? Топлота ве удри, а? Добро, ќе направам студен ајран, сакам да зборуваме на таа тема. Не можеш да ме прелажеш со убави зборови. Сега ќе ја кажам вистината на сестра ми. Ќе кажам дека сте големи лажговци. Емине, застани. Што ќе ја кажеш? Знаеш што ќе ја кажам јас, зошто прашуваш? Емине, немој. Зошто немој? Сакате да дозволам да ја разочарате сестра ми? Сакате да ја фрлам од обала? Сакавте да седите во селото, ете сега сте овде. Што сакате од неа? Јас ја сакам за Арифе. Јас сум заљубен во неа. Ти ако ги кажеш овие работи, нема да поверува дека ја сакам. Никогаш нема да биде среќна. Ама... Нема ама, Емине. Дозволи ни да бидеме среќни. Не би сакала да ја натежиш сестра ти пред роденденот, нели? Зошто сега ме буниш ти мене, а? Леле, утре е роден ден на сестра ми. Како можев да заборавам? Епа, баш за тоа дојдов да поразговарам со тебе. Сакам да ја приредим еден прекрасен ден, да биде среќна, да направим изненадување. Што велиш? Јас тебе се уште не ти верувам. И немам потреба од тебе, јас семејно ќе си прославиме. Емине, сега е можноста да ја покажам на сестра ти дека ја сакам. Не ме попречувај. Те молам. Што спорувате вие така тајно, а? Сакавме да ти помогнеме. Секој нека си го носи својот ајран. Ама, не мине, понекогаш трескаш глупости, не трескај глупости и не го слушај овој. Дозволи бара малку да ти помогнеме. Hello, девојки. Hello, и на тебе, мила. Што зборува оваа сестро? Јас ништо не разбирам. Ајде кажи ми мене, ајде. Зборува странски и сака да се прави важна. Боже ми, јас не го знам тој јазик. Ке ве прашам нешто. What, Zeno? What's going on? Јас не сум Зейно, јас сум Зейнеп, јасно? Сега, слушајте ме внимателно. Ајде, кажете ми, кој од вас ми го зема бариш и се заљуби во него? Слушај, мила моја, Зарифе сега не е овде. Со која храброст ти доаѓаш овде, а? Што сака да каже за мојот жолт лав? Влечи. Ајде. Фатија, ајде. Чекај, нозете, држам. Ајде, сестра, ајде. Фатија, убаво, Фатија. Фатија, ајде, што прави. Ајде, нозете. Држи ја, сестра. Држам ја. Слушни ме ти ваму. Слушни ме сега ти, мила. Еднаш ми фрли еден куп ружи. Ми приреди романтични вечери. Дали за тебе го направил тоа нешто, а? Не ти направил. Не, бидејќи тој мене ме сака. Ете, само мене. Мене ме сака. Како па да не? Мене ме сака. Мајко, девојки, што правите? Добро, оставете ја. Зейно, Ти видиш? Бариш е мој. Не, моја. Зейно, мрсуловката, Зейно. Девојки, баталете ја Зейнеп. Сакам да ви кажам нешто многу важно. Оди си одовде, ајде, Осман. Значи, од каде се појави сега? Сите сака да ме разделат од моето жолто лавче. Што се случува? Сестри, оставете го тоа сега. Сега имаме една многу добра идеја. Знаете ли што е тоа? Знаете ли, а? Знаете ли? Што е? Да, моја идеја. Види, Илкнур, ако ја прифатиш мојата понуда, нема да се венчаме.
Ќе си играме со татковците. Нема да се венчаме, добро? Јас ќе си бидам со мојата плаволка, ти со твојот жолт лав. Дали сакате да го спроведеме планот? А, сакате ли да го спроведеме планот? Да! Епа тогаш Елнур! Сехер! И Осман! Сестрите и Осман се ваќаја! Каде е куќата на тетка Аиша? Веднаш десно од чешмата. Ого, има уште многу до таму. Што е? Тешко ти е? По цели денови носеше кафи, носи ги сега овие. Кафи? Што мајка бараш ти кај ќерка ми? Татко Салих се колобира некако што слушна воопшто. Волчи бе! И немој да ме викаш тато! Ти си еден таков безсрамник, слушај ваму. Ти се жениш со некоја друга, Татко а Салих, пак се врткаш околу Татко Салих. ќерка ми, ќе те задавам бе безсрамнику. Почекај малце. Парички. Брат, ти зар уште трчаш по Зарифе? Абе, се разбира дека ќе трчам, јасно што ти е тебе, Гајле? Што ти е, Гајле? Вас денес ве има, утре ве нема да сте овде. Јасно? Јас секогаш ќе сум овде. Парите! Еј! Во играва само Зарифе е губитник, Саваш. И колата и рецептот нека бидат твои. Јас само Зарифе ја сакам, разбираш? Не го заборавај тоа.